Средствата во буџетот на Република Македонија и буџетот на општините се сите пари што владата и градоначалниците планираат да ги потрошат во календарската година. Кај нас владата и градоначалникот се тие кои одлучуваат како, каде и зошто ќе се потрошат буџетските средства, а истовремено и укажуваат на тоа кои се приоритетите и политиките на државата и општините. Буџетот на Република Македонија и општините вклучуваат плати на државните службеници, пензии, здравствени услуги, образование, социјална заштита и други услуги од наше значење. Затоа е важно да учествуваме и да го следиме буџетскиот процес, се со цел да ја спречиме владата и градоначалниците да го користат буџетот за непотребни нешта кои не ни се приоритет. Внимавајте! Министерството за финансии и општините на почетокот на секоја буџетска година треба да објават календар на активности со конкретни датуми за спроведување на буџетскиот процес. Буџетската година започнува на 1 јануари, а завршува на 31 декември. До 31 мај се подготвува и усвојува фискалната стратегија. Неа ја подготвува Министерството за финансии, а ја усвојува владата на Република Македонија. Ние, граѓаните, имаме право да бараме владата детално да ни ги образложи своите планови и чекори за нивно остварување, како би можеле да ја повикаме на одговорност за неисполнување на истите. До 15 јуни Министерството за финансии до министерствата и фондовите, а пак градоначалниците до јавните институции во општината, доставуваат насоки за подготовка на предлог буџет. Во истиот период, министерствата, фондовите и локалните институции ги доставуваат истите барања до институциите кои влегуваат во нивен состав. Јавните институции воедно добиваат и насоки за максималниот износ на средства кои им следува од буџетот. Тие нема да не повикаат, сами треба да се интересираме. До 1 септември јавните институции ги доставуваат своите буџетски барања до Министерството за финансии и градоначалникот. До крајот на октомври, Министерството за финансии и финансиските одделенија во општините ги разгледуваат предлог барањата добиени од другите институции и ги составуваат во еден заеднички документ, наречен прва верзија на предлог буџетот. Министерството за финансии и градоначалниците треба јавно да ги презентираат генералните планови на државата и општините и да ги повикаат граѓаните да дадат свое мислење за генералните буџетски планови. До 1 ноември, Министерството за финансии и финансиските одделенија во општините ја праќаат првата верзија на предлог буџетот до владата и градоначалникот на општината. Тие ги разгледуваат предлог буџетите и имаат можност да побараат промени во документот. Седниците на владата и општината каде се расправа за буџетот треба да бидат јавни. До 15 ноември, владата и градоначалникот на општината ги усвојуваат предлог буџетите и ги доставуваат до Собранието на Република Македонија или Советот на општината за понатамошно разгледување. До 31 декември пратениците и советниците го разгледуваат предлог буџетот на владата, односно градоначалникот, и предлагаат измени и дополнувања. Во истиот период, по извршените измени, Собранието, односно Советот на општината, го усвојува предлог буџетот и истиот се објавува во службен весник или службено гласило. По усвојувањето на буџетот, Министерството за финансии и градоначалниците треба јавно да го презентираат усвоениот план за наредната година. По усвојувањето на буџетот треба да следите дали властите ги трошат буџетските пари согласно планот или пак не. За да го направите тоа, јавните институции треба да објавуваат навремени детални извештаи за тоа како и за што ги потрошиле парите од буџетот. Завршната сметка, која дава информации за вкупните трошења на јавните институции, се усвојува до 30 јуни тековната година за претходната. Внимавајте! Завршната сметка треба да биде детална, достапна и разбирлива за граѓаните. Граѓаните се тие кои треба да го кројат буџетот и својата иднина.